Една од најголемите светски конференции посветени на образовната технологија е конференцијата БЕТ, која секоја година се одржува во Лондон, Велика Британија и собира десетици илјади наставници, експерти и компании од целиот свет. Годинава на БЕТ 2026 учествуваа повеќе од 37.000 посетители, над 600 изложувачи. Темите се движеа во насока на тоа дигиталната трансформација, дигиталната ера се разбира го зема приматот, но и вештачката интелигенција, безбедноста кога е дигиталната ера во прашање, но и благосостојбата на учениците, но и подготовката на идните професори. А особено сме горди што меѓу нив беше и представник од Македонија, наставничката по информатика од Општинското основно училиште Крсте Мисирков од Скопје, Маја Виденовиќ, која беше избрана меѓу 10 највлијателни жени во користење на образовна технологија во наставата и присуствуваше на престижните БЕТ Awards. Да, само уште една работа ќе ја додадам, дека имено нашата соговорничка дополнително учествуваше на интернационалниот TeachMed, се презентираше иновативен пристап за трансформирање на едукацијата за сајбер безбедност во интерактивна авантура за учениците. За се ова зборуваме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Кога планирате да ни известите за вакви успеси? Мора да ја поздравиме колешката Билјана Жеревска, која што ни информираше за ова. Планиравте вака скромно да го поминете ова без појавување на телевизија? Па да. Да, добро. Да знаеме за следен пат да ведемнеме повеќе. И тоа како заслужува внимание, може ли да ни представите БЕТ конференцијата зошто се смета за една од највлијателните кога е во прашање образовната технологија? Добро. Значи, најнапред тебе благодарам бидејќи пронајдовте нели дека бев на конференцијата. БЕТ конференцијата е место, не би го нарекла конференција, повеќе би го нарекла место каде што се среќаваат едукатори, компании и голем број на стартапи кои што се заинтересирани за таа дигитална трансформација. Значи, тоа е место каде што се разменуваат идеи, каде што се раѓаат голем број на инспирации како може да се направи една дигитална трансформација и да се подобри квалитетот на образованието користејќи технологии. Избрана меѓу 10 највлијателни жени во ЕТЕК, што е тоа? Што всушност тоа значи за вас и што е оваа листа највлијателни жени? Што представува топ 10 листа? Да. БЕТ Awards се награди кои што низ години се реализираат до сега. Оваа година прв пат започнува EdTech 10, Women in EdTech. Тоа е всушност награда како една од 10 најинспиративни личности, едукатори за интеграција на технологија во наставата. Значи, личност која што применува технологија во наставата, но исто така инспирира и други едукатори да се вклучат во процесот на интеграција. Кои трендови доминираат и доминира во БЕТ 2026? Најавивме за вештачката интелигенција, но вистина ли е таа она која што доминира и како тренд се поставува дури во образованието? Па добро, вештачката интелигенција овде нели ние не можеме да ја одбегнеме и точно, но темата на конференцијата беше учење без граници, Learning Without Limits, со цел дека со помош на технологијата можеме да ги опфатиме и сите оние млади луѓе кои што имаат потешкоти да пристапат до образовниот систем. Значи, можност, технологијата ни нуди можност да обезбедиме едукација за сите. Така. Споменавме учење, споменавме вештачка интелигенција, па следствено на тоа и за сесијата AI and the Future of Learning привлече огромно внимание. Какви пораки понесовте од тие дискусии и се дефинираше ли некако иднината, како ќе тече? Кога стана збор за учењето? Така, значи, тоа беше многу интересна дискусија на почетокот на отварањето. Хана Фрај, познат математичар, кој што дискутираше за иднината на AI во образованието. Која е главната идеја? Главната идеја е дека вештачката интелигенција не е нешто што е противник на наставникот, туку треба да биде партнер на наставникот. Всушност да го олесни оној административен дел на наставниците, за да имаат наставниците повеќе време да посветат на своите ученици. И она што исто така е многу важно е дека сега имаме можност да ја искористиме вештачката интелигенција за развој на критичкото размислување на учениците. Бидејќи таа е овде, но она што ние треба да ги едуцираме е како да ги постават вистинските прашања.
Затоа што најважно е што да се праша вештачката интелигенција. Инаку нема да може да се искористи, а настоката за понатаму е, нели, постои таа дискусија дали вештачката интелигенција ќе ги замени наставниците. Дискусијата и на целата конференција беше дека никогаш не може да се замени оној хуман аспект, она емпатија која што имаат наставниците и поддршката која што им ја даваат на учениците, бидејќи вештачката интелигенција само дава информации. Останатиот дел, поддршката, поттикот, инспирацијата мора да дојдат од наставникот во училницата. Го најавивме и интернационалниот TeachMed, вие учествувавте. Со што точно се представивте таму? Интересно беше тоа, ќе го зборнеме и понатаму и за сајбер безбедноста во авантура преминувањето, но прво, вие со што лично се представивте таму? Значи, TeachMed е дел од бет конференцијата, на која што наставници од различни делови на светот презентираат своји добри практики од наставата. Кога излезе можноста за да презентирам, беше да представам нешто кое што јас го применувам во својата наставна практика, така да јас го ја презентирав примената на учењето базирано на игра за олеснување, односно подобро прифаќање на едукацијата за сајбер безбедност од страна на учениците. Како ја трансформиравте наставата по сајбер безбедност во авантура? Што тоа значи во пракса? Да, тука морам да кажам дека јас не сум единствената од Македонија која што го направи ова што јас го презентирав таму. Значи, тоа е дел од еден проект кој што го реализираше Центарот за иновации и дигитална едукација Дигет и во кој што беа вклучени 40 наставници од нашата држава. Идејата беше да се креираат едукативни игри за да се поттикнат учениците за активно учество на часовите, бидејќи нашите ученици се сега родени во едно поинакво време, тие се навикнати постојано да бидат обкружени со технологија и не сакаат додевни предавања. Значи, идејата е да се поттикне дискусија за време на часот во кој што учениците активно ќе се вклучат, ќе анализираат реални ситуации на злоупотреба на сајбер безбедноста и ќе учат на кој начин можат да пронаоѓаат решенија, односно самите да се снаоѓаат во тој дигитален свет. Ајде за праксата. Македонските училишта подготвени ли се за ваква дигитална трансформација? Значи, јас мислам дека секое училиште индивидуално внесува иновации. Може би ни е потребен поголем систематски пристап кон сето тоа, но сепак секој од наставниците се труди колку може да им ја доближи наставата на учениците и да им го направи учењето поинтересно, инспиративно и мотивирачко за нив. А кои технологии од БЕТ би сакале да ги видите пошироко применети кај нас? Па, искрено да ви кажам, голем дел од технологиите кои што беа презентирани таму, голем дел од наставниците во нашата држава ги користат. Значи, еве на последните обуки, да речам, кои што сме биле, наставниците користат Canva, Kahoot, Curipod, Magic School, во училиштата сега користиме микробит уреди. Сето тоа беше презентирано таму како едно од иновативните технологии кои што би требало да се применат во наставата, така да не можам да кажам дека ние не имплементираме. И сега степенот до кој што имплементираме во наставата зависи од училиштата, но зависи и од дигиталните компетенции на наставниците, колку се тие подготвени. Така. Ете, кога се веќе дигиталните компетенции на професорите, наставниците во прашање, колку е важно тие да се доедуцираат? Колку е важно да ги следат овие светски трендови? Па, професионалниот развој на наставниците мора да биде континуиран. Значи, завршен или повеќе на време каде што ќе завршиме факултет и можеме да појдеме да ги едуцираме учениците, бидејќи претходно надпоменав, образованието не е само пренос на информации, опфаќа голем број на работи, ние мораме да најдеме начини за да ги вклучиме во истражување, во работа на проекти, да можат самите да стигнуваат до знаење, значи да живеат во овој свет, но за да можеме да ги едуцираме, прво ние треба да бидеме едуцирани, така да континуираниот професионален развој на наставниците е неминовност. Ние наставниците се трудиме секогаш да одржуваме чекор со тие технологии, разменуваме искуства едни помеѓу други, така да мислам дека сме на добар пат.
Така. За крај, која е вашата порака до наставниците во Македонија кои што можеби се двоумат да воведат повеќе технологија во својата училница? И едно подпрашање, кога зборуваме за технологија, некако сум голем оптимист, бидејќи цело време ве слушам, вас и вашите колеги, некако во оваа работа барем некако ни е тргнато во државава. Така јас се чувствувам, односно премногу се вложувате и на вистина вака кога зборуваме и кога ни доаѓаат и професори од Финки, од ФЕИТ, некако зборуваме за навистина проекти кои што доста значат за овој општество и за нашето образование, па што е таа иницијална каписла што ве води во овој технолошки свет да толку се давате себе си, се инвестирате и ние другите да го земеме тој пример од вас? Добро, првото прашање беше за порака до наставниците. Како повеќе и зошто да воведат технологија во училници? Првата порака до наставниците е да почнат со нешто малку. Тие што не почнале, заради тоа што некогаш имаме секоја промена е тешка. И секогаш технологијата се менува многу брзо, секогаш треба многу да се едуцираме, тешко е да се направи, но кога еднаш ќе се примени нешто, што е тоа што ме води мене и сите други ентузијасти, јас би ги рекла наставници, е задоволството на учениците од применетата технологија на часот. Значи, ништо повеќе не може да го исполни еден наставник, од која ќе види дека неговиот ученик е љубопитен, инспириран, мотивиран и не сака да заврши часот. Тоа мислам што не води сите напред, дека со помош на технологијата можеме да го постигнеме тоа во наставата. Благодариме за гостувањето денеска.